Ти благодарам, продолжуваме на тема образование. Националната агенција од 2014 до 2020 година во име на Европската комисија децентрализирано ќе управува програмата Erasmus Plus во Република Македонија. Сработи за водечка програма за образование, обука на млади и спорт на европско ниво, а го опфаќа целосниот образовен систем на Република Македонија, како и сегментот млади и младински активисти. Ова е доволен повод во нашето студио да го имаме господинот Дарко Димитров, директор на Националната агенција за образование. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро до вас и до вашите гледачи. Така, продолжуваме на тема образование, како што кажавме, пред известно време информиравте јавноста за Erasmus Plus програмата и ајде сега да нешто повеќе околу тоа, за што точно станува збор. Станува збор за програма на европско ниво, значи европска програма која што го опфаќа сегментот образование, обука, млади и спорт, што практично и представува практично водечка програма на Европската унија, во која што ги таргетира сите овие групи кои што ги напомнавме, али генерално тоа што е важно го таргетира целосниот систем, образовен систем во републиките, во земјите во кои што функционира, како и сегментот на млади, кој што е особено важен и поврзан со образовните системи на земјите во кои што учествуваат во оваа програма. На европско ниво оваа програма е исклучително важна и исклучително ценета, имајќи во предвид дека и самата Европска комисија одвоила 14,7 милиарди евра за буџет за оваа програма, што представува значајна сума од средствата кои што ги одвојуваат европските обврзници за имплементација на една програма која што е наменета за образование и обука. Така, меѓу другото, Националната агенција ќе се вклучи во имплементација на уште 4 европски иницијативи. Зашто точно станува збор? Националната агенција за европски образовни програми и мобилност досега ги работеше програмите Млади во акција и доживотно учење. Тоа беа програми предходници на програмата Erasmus Plus. Сега тие се обединети во една програма, но од минатата година почна да ги имплементира програмите Евридика и програмата и иницијативата Европас, кои што се исклучително важни и се надополнуваат со програмата Erasmus Plus. Се работи за две мрежи или две иницијативи на Европската унија кои што ги имплементираат во сите земји, кои што се имплементираат во сите земји членки на Европската унија, и Македонија успешно успеа да се приклучи кон овие иницијативи, но дополнително Националната агенција аплицираше и се вклучи во програмите eTwinning, програмата EQUET или иницијативата мрежата EQUET, Euroguidance и Eurodesk. Се работи исто така за комплементарни активности на Европската унија со програмата Erasmus Plus и тие сите на еден начин се надополнуваат една со друга. Па така ќе ги спомнам, накратко ќе објаснам, EQUET е всушност систем на признавање или на препознавање на стекнатите квалификации или стекнатите вештини во стручното образование и обука. Eurodesk и Euroguidance имаат слични цели, а се работи за овозможување или поврзување на луѓето со информациите за можностите кои што се нудат во Европската унија. Се работи за две мрежи кои што се работат за мрежи на центри кои што практично нудат информации од областа на мобилноста, за образованието, обуката, кариерата, водството во кариерата и така натаму. Со тоа што програмата Eurodesk се фокусира на младите и на сегментот млади, така што таа преку себе или преку своите центри практично им доделува информации, им дава информации на младите луѓе за можностите кои што се нудат во Европа. Од друга страна, тука е и програмата или акцијата eTwinning, која што представува поврзување на училишното образование преку IT систем или преку алатки во интернетот, кои што овозможуваат колаборација на европско ниво помеѓу училиштата, што е исклучително важно. И тоа представува еден вид Facebook за училишта, каде што можат да соработуваат и да креираат проекти со кои што подоцна аплицираат во програмата Erasmus Plus. Република Македонија оваа акција спроведува веќе подолго време, но во рамките на програмата доживотно учење. Од оваа година независно аплициравме и независно ја добивме оваа иницијатива да работиме, така што практично сега можеме целосно да се вклучиме во оваа програма. Значи, како што споменав, EQUET е практично алатката со која што се прави препознавање на стекнатите квалификации во областа на образованието и обуката во сегментот стручно образование.
Така, господине Димитров, предвидени се информативни работилници во соработка со стопанските комори на Република Македонија, зашто се потребни истите? Да, ние како национална агенција секоја година и оваа година во пред објавувањето или за време на објавувањето на повикот, кој што е годишен и важи цела година, се работи за европски повик, имаме определена кампања со која што практично се обидуваме да ги доближиме програмите или начинот на аплицирање до граѓаните, имајќи во предвид дека се работи за широк спектар на активности и широк спектар на активности кои што Националната агенција може да ги поддржи преку овие фондови. Така што со Еразмус Плюс програмата, која што ќе функционира до 2020 година, постои можност и бизнис заедницата да се вклучи во имплементација на програмите, без разлика дали како координатор или како партнер во проект, на еден или на друг начин, тие секако може да дадат своје влијание и свој допринос во имплементација на програмите. Така што оваа година се одлучивме заедно со соработка со стопанските комори на Република Македонија, кои што функционираат во Република Македонија, да имплементираме неколку работилници, инфоработилници за компаниите кои што се заинтересирани да се јават како апликанти во програмата и да користат средства од овие европски фондови. И тоа е, всушност, имаат неколку можности тие, меѓу кои примањето на стажанти или испраќањето стажанти, како што и вклучување во проекти кои што имаат определен интелектуален аутпут, кој што подоцна може да се користи. Ова ќе биде наменето особено во прв чекор, ќе биде наменето особено за компаниите кои што имаат некакви допирни точки со секторот образование, како што се тренинг центрите, например. Така, како се повиците за 2015 година за аплицирање во Националната агенција? Европската комисија го објавува генералниот повик за програмата Еразмус Плюс и тој се однесува за цела Европа. Националната агенција го реобјавува и всушност се работи за еден голем повик кој што практично важи низ целата година. Во него се застапени сите рокови, постојат сите рокови на централизирано и децентрализирано ниво. Ова е особено важно, бидејќи тие што се акции за кои што се аплицира на децентрализирано ниво, всушност се аплицира во извршната агенција во Брисел, додека за децентрализираните акции се аплицира во Националната агенција. Во овој рок постојат можности за индивидуални мобилности за учење, за стратешки партнерства во сите сектори, значи во секторот образование за возрастни, образование за училишта или училишно образование, високо образование, како и сегментот млади, како и диалог помеѓу политичарите и младите во клучната акција 3, која што е наменета за млади. Така, и на крајот овој разговор морам да го поставам прашањето за улогата на Националната агенција во Македонија, односно на кој начин помага во општеството. Националната агенција за европски образовни програми и мобилност е дел од мрежа, дел од европска мрежа на национални агенции, која што представува силен сегмент во образованието, обуката и младите. При тоа сите тие имаат влијание на некој начин врз носењето на политиките, на здрави политики во образовните системи, што е особено важно, а практично влијанието излага од резултатите од проектите. Така што, земајќи во предвид дека зафаќаме еден сегмент кој што е сериозно голем, сите оние кои што имаат на било каков допир со образовните системи или кои што се на некој начин вклучени во образованието, без разлика дали се работи за предучилишно образование и воспитание или се работи за образование на возрастни, значи буквално во целиот сегмент сметаме дека Националната агенција има исклучително важна улога во општеството на две нивоа. Едно е таа ги напредува личниот и професионалниот капацитет на поединците, но и го зголемува институционалниот капацитет на институциите во кои што тие работат и дава можност за интернационализација на институциите во кои што тие работат. Така, благодарам многу господине Димитров за едното време и за разговорот, ви посакувам успехи и да кажувам повторна среда. Благодарам и на вас. А ние одиме понатаму со програмата, ќе видите во продолжини интересен разговор, колегата Илија е заедно со своите гости. Младите знаат да бидат и еколошки одговорни и да придонесат да имат чиста и здрава средина. Зашто точно станува збор, дознавате веднаш.